Термин резервиран за дневник на К1 телевизија. Носиме информации од регионот Македонија и светот. 2 дена по изборите познат победникот. Државната изборна комисија вчера вечер на пресконференција соопшти: ВМРО ДПМН со освоени гласови обезбеди 51 пратеничко место, СДСМ со 2 помалку 49. Наблюдувачите со оценка на изборниот ден поминал во мирна, фер и демократска атмосфера. По настаните кои го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете со нас. ВМРО ДПМН со освоени 51 пратеник е победник на 9-тите парламентарни избори. Никола Груевски е мандатарот за составување на новата влада. Нов паркинг во Велес на улицата Никола Карев, простор за паркирање на 60 на возила. Реконструирана спортската сала во Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Пеесет пратеник во новиот парламентарен состав ќе има коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. 2 помалку имаат СДСМ и коалицијата. Државната изборна комисија вчера вечер ги објави првите прелиминарни резултати. 30 на минути по објавата на победата на ВМРО ДПМН во Велес, членови, поддржувачи и симпатизери се собраа пред седиштето на општинскиот комитет. На што туку завршените предвремени парламентарни избори ВМРО ДПМН и коалиционите партии со освоени 454.253 гласови се победници. Државната изборна комисија вчера вечер испадна со првичните прелиминарни резултати и околу поделбата на пратеничките места. 51 пратеник има освоено ВМРО ДПМН и коалицијата, додека коалицијата предводена од СДСМ освои 2 мандати помалку или 49. Распределбата на мандатите, односно добиените мандати од подносителите на листи на кандидати за овие избори е следната. ВМРО ДПМН е 51 мандат, ДПА 2 мандата, ДУИ 10 мандата, СДСМ 49 мандати, коалиција Алијанса за албанците 3 мандати и БЕСА 5 мандати. 30 на минути по објавата на победата на ВМРО ДПМН, членови, поддржувачи и симпатизери се собраа пред седиштето на општинскиот комитет. Со развиорени партиски и национални знамења и македонска песна се славеше победата. Оваа победа, иако е најтесна, е најголема за ВМРО ДПМН, е посебно за мојот роден град и за изборната единица која што ја представувам како срце на Македонија, како центар на Македонија. Докажавме дека сме родолюби, докажавме дека сме патриоти и дека ќе стоиме секогаш на браникот на унитарна и суверена Република Македонија. Граѓаните на Македонија, македонскиот народ покажаа зад која партија стојат, на кого му даваат доверба и сега повеќе никој не смее да си игра со таа поддршка. Овие граѓани кои што се собрани тука и тие илјадници граѓани кои што гласаа во Велес во третата изборна единица од цела Македонија, јасно го отцрта победникот на овие избори. Прославата од Велес продолжи во Скопје. Пред седиштето на партијата се славеше 10-та последователна победа на ВМРО ДПМН. Лидерот Никола Груевски, заблагодарувајќи се на довербата добиена од граѓаните, потенцираше дека оваа победа е победа за Македонија. Конечно треба да создадеме услови кризата во Република Македонија да заврши. Народот тоа го очекува, тоа го бара од нас. Преку глава му е од кризата и од сите оние што е правеа оваа криза. Конечно треба да се вратиме на патеките на економијата, на патеките на отворање на нови работни места во Македонија, зголемување на платите, на пензиите, на субвенциите, правење на проекти со кои што ќе се решаваат проблемите на сите граѓани на Република Македонија. Она на што исто така ќе бидеме фокусирани во наредниот период е да се намали јазот помеѓу граѓаните, политичкиот јаз. Според законските норми за 20 на дена треба да се верификуваат мандатите на новите 120 пратеници. Потоа председателот Ѓорѓе Иванов, на лидерот на партијата која освоила најмногу пратеници во случајов Никола Груевски, ќе му го врачи мандатот за формирање на нова влада.
Голем број членови, симпатизери, активисти и сите оние кои ги почитуваат политиките на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија доцна синоќа излегоа низ улиците во Кавадарци да прослават 10-та поред победа на ВМРО, ДПМН на предвремните парламентарни избори. Еуфорична атмосфера владееше доцна синоќа низ улиците во Кавадарци. Голем број симпатизери и поддржувачи излегоа на улиците да ја прослават 10-та поред победа на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија на предвремените парламентарни избори со кои таа го добива мандатот за формирање на влада. По објавувањето на официјалните информации од ДИК, ВМРО, ДПМН освои 51 мандат, а СДСМ 49. И покрај тесната разлика во гласови, сепак победи народот во Македонија, рече кандидатката за пратеник и досегашна пратеничка Весна Пемова. Опцијата која што и досега работеше и одсега ќе продолжи да работи во интерес на Република Македонија и на секој граѓанин во Република Македонија, и народот кажа не за двојазичност во Република Македонија, за федерализација на Република Македонија, за измена на уставот и така натаму, што од тој аспект гледано, ова сепак е голема победа за Република Македонија. Председателката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци, Горица Пеливанова Вилхелм, јавно се заблагодари на сите председатели на местните комитети, Унијата на млади сили, Унијата на жени, координатори на избирачки места, на сите членови на Општинскиот комитет и сите внатрешно политички ограноци, кои благодарение на нив, како што рече Вилхелм, сите тие биле заслужни за оваа победа. ВМРО ДПМН заедно со коалицијата за подобра Македонија уште еднаш покажа дека е партија која е на народот и која мисли за Македонија. Славиме уште една голема победа, да живее ВМРО ДПМН, да живее коалицијата за подобра Македонија. Резултатот сите го знаеме. Честитки за победата на ВМРО ДПМН е упати и градоначалникот Александар Панов, кој рече дека време е да се обезбеди сигурна иднина за идните поколенија. Мораме да бидеме вистински патриоти, државници и челници за народот, бидејќи државата ја наследивме од нашите прадедовци, потенцираше Панов. Сакам исто така да се заблагодарам од името на ВМРО ДПМН и на сите граѓани кои што не гласаа за ВМРО ДПМН, па и на оние кои што гласаа против, затоа што ни отворија дополнително очите и ни поднесоа и ни кажаа дека мораме нешто да смениме на подобро. Ве молам, ова е мощна и значајна победа не само за Кавадарци, туку за цела Република Македонија. Посебно ми е мерак, посебно сум задоволен што во Кавадарци победивме тесно со околу 900.000 гласови разлика, меѓутоа тоа беше победа чиста како сонце. По завршувањето на славието пред штабот, голем број членови и активисти со знамиња и пароли на ВМРО ДПМН се упатија кон градскиот плоштад каде што славеа за победата на парламентарните избори. Во македонскиот парламент од Тиквешијата гласот на народот ќе го представуваат Весна Пемова и Панчо Минов од Кавадарци и Павлинка Честојнова од Неготино. Инаку во Кавадарци ВМРО ДПМН освои 12.329 гласови, а СДСМ 11.465 гласа. Позитивната оценка според извештајот на ОПСЕ ОДИХР за предвремените парламентарни избори е клучна за Република Македонија во однос на нејзиниот статус во европските интеграции. Ања Василева ги има деталите. Советот за општи работи на Европската Унија денеска во Брисел треба да го усвои пакетот за проширување на Европската комисија и да донесе заклучоци за самитот на Европскиот совет закажан за вчетврток. Позитивната оценка според извештајот на ОПСЕ ОДИХР за предвремените парламентарни избори е клучна за Република Македонија во однос на нејзиниот статус во европските интеграции. Според драфт заклучоците во однос на Република Македонија и кандидатскиот статус на членството во ЕУ, Советот најпрво го потврдува својот заклучок од декември 2015 година на посветеноста на Унијата во рамките на Солунската агенда и кандидатскиот статус на Република Македонија. Во тој поглед, Советот ја повторува својата недвосмислена посветеност на процесот на пристапување во ЕУ на Македонија.
се поздравува договорот постигнат од политичките лидери на 20 јули годинава за натамошна имплементација на договорот од Прежино. За 3,5 години во Велес локалната самоуправа изградила 13 паркинг простори. Капацитетот на истите е 660 возила. Изградбата на последниот паркинг простор е на улицата Никола Карев. Чини 1,3 милиони денари и е дел од годишната програма за градежно земјиште и партнер уредување. На површина од 1300 метри квадратни на улицата Никола Карев во Велес се простира новиот паркинг простор. Од локалната самоуправа велат, 13 паркинг простори се изградени за последните 3,5 години. Последниот има капацитет за 60 возила. Значи, досега имавме 12 паркинзи направено, кои што има број на возила околу 600 возила. Овој паркинг простор од 1300 квадрати, што е завршен токму потекот на вчерашниот ден, ќе опфати околу 60 возила. Со тоа бројот на нови паркинг места у Велес е качен на 660 паркинг места направени во последниве 3 години. Изведбата на градежните работи Чадиев вели дека се дел од програмата за градежно земјиште и партерно уредување. Вкупната инвестиција е 1,3 милиони денари. Во текот на денешниот ден продолжуваме со нови активности, тоа значи преуредување на коцките по површините низ градот кај што има потреба, така да доколку дозволи времето во овие наредни 10 на 20 дена до крајот на нова година планираме уште еден проект да изработиме. 660 возила може да се паркираат на 13 нови паркинг простори. Изградбата на истите е со цел надменување на проблемот со недостиг на паркинг простор. Целосно е реконструирана и пуштена во употреба спортската сала во Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во Велес со систем за грејење и ладење. Проектот е со вредност од 26.000 евра и е во реализација на УСАИД, општина Велес и самото училиште. Целосно е реконструирана спортската сала во Средното стручно училиште Коле Неделковски со систем за грејење и ладење во вредност од 26.000 евра. Истовремено заменета и фасадата со енергетски ефикасна. Проектот е во реализација на USAID, општина Велес и самото училиште. Спортската сала свечено беше пуштена во употреба во рамки на одбележувањето на патрониот празник на училиштето, на која присуствуваше градоначалникот Славчо Чадиев. Сите овие работи, ова училишна сала е една од најдобрите училишни сали опремени во нашиот град. Тоа значи дека во наредниот период учениците не ќе мораат да се грижат околу одржувањето на затоплината, не ќе мора и рекреативците да се грижат. Со вградувањето на системите за ладење и греење се постигнува висок степен на заштеда. Чадиев најави продолжување со инвестициите во образованието. Нас не останува понатаму да продолжиме со работата, да секоја создадеме се подобри услови за децата. Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во соработка со USAID реализира проект за меѓуетничка интеграција во образованието, кој е активно застапен во воспитно-образовната дејност со голем број мултиетнички активности. Целта е да се намалат предрасудите преку контакт со припадниците на другите етнички заедници и да се совлада компетентноста во нашето мултиетничко општество. Беше организиран и хуманитарен саем со традиционални јадења од сите етнички заедници под мотото "Вкусот не спојува". Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска изрази задоволство од спроведените предвремени парламентарни избори на 11 декември, нагласувајќи дека не смееме да дозволиме да не се почитува волјата на граѓаните. Началникот на Генералштабот на Арама, генерал подполковникот Методија Величковски, од денеска до 15 декември ќе учествува на НАТО конференцијата на началниците на трансформација. Ова се вести од Македонија.
Задоволство од спроведените предвремени парламентарни избори на 11 декември денеска изрази председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, нагласувајќи дека не смее да се дозволи да не се почитува волјата на граѓаните. Пред се им честитам на граѓаните што покажаа одговорност и излегоа во масовен број да го остварат своето право на глас. Годинава кога одбележуваме 25 години од нашата независност, покажавме демократска зрелост и го потврдивме нашиот капацитет за спроведување на фер, слободни, мирни и демократски избори, вели Иванов. Тој им честита на партиите што остварија најголем број гласови на овие избори на победниците, како и на сите партии кои беа вклучени во изборниот процес. Не смееме да дозволиме да не се почитува волјата на граѓаните и да се создаваат услови на нови кризи, истакнува председателот Иванов, посочувајќи дека релевантните домашни меѓународни институции потврдија дека Република Македонија спроведе избори кои доликуваат на една европска и демократска држава, во согласност со уставот, законските процедури и временските рокови по конституирањето на Собранието на Република Македонија, како што вели Иванов, ќе го додели мандатот на партијата што има мнозинство во Собранието, пошто очекува во најбрзо време да се формира и новата влада на Република Македонија. Тој ја повика Европската Унија да изнајде начини да овозможи напредок на Република Македонија на евроинтеграцијскиот пат. Овие избори ќе придонесат за крај на политичката криза и ќе представуваат почеток на национално помирување во Република Македонија, вели во изјавата председателот Иванов. Началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски, од денеска до 15 декември ќе учествува на НАТО конференцијата на началниците на трансформација. Конференцијата, соопштува Министерството за одбрана, се одржува еднаш годишно во седиштето на Врховната команда на НАТО сојузничките сили за трансформација во Норфолк, Вирџинија. На конференцијата ќе учествуваат представници од 28 земји членки на НАТО и 23 партнерски нации, како и представници од други институции поврзани со одбраната, а тема на разговори се трансформацијата на армиите и идентификувањето на натамошните области за меѓусебна соработка. Челникот на прелатурата на Светскиот крст и Опус Деј, бискупот Хавиер Ечеварија, почина во Рим на 84 годишна возраст, потврди за ДП портпарол на германскиот огранок на оваа организација. Бискупот 22 години беше челник на Опус Деј, кој многумина го сметаат за таинствена католичка организација со големо влијание врз политиката и економијата. Ечеварија починал во болница од последици на белодробна инфекција. Останатите вести од светот во продолжение. Председателот на Венецуела Николас Мадуро соопшти дека неговата земја ја затвара границата кон соседна Колумбија. Венецуелските власти тврдат дека криминалците имаат цели складишта полни со пари. Полицијата за само еден ден запленила венецуелски банкноти со вредност од 6,4 милиони долари. Најмногу се крумчари, бензин и други видови на гориво кои се субвенционирани во Венецуела и се многу ефтини. 1 литро може да се купи за само 10 центи или околу 5 до 6 динари. Шврцерите потоа ефтиното гориво го продаваат за поскапи цени во соседните земји. Како мерка за заштита на економијата беа повлечени од употреба на високите банкноти во државата, кои во голема мера според венецуелските власти ги користат криминалците и фалсификаторите. Ова сепак предизвика критики кај граѓаните кои ќе мораат да ги сменат парите во Централната банка. Границата кон Колумбија повторно ќе биде отворена за 3 дена, откако банкнотата од 10 венецуелски боливари ќе престане да биде валидна. Египетското министерство за внатрешни работи го обвини муслиманското братство, кои се активни во Катар, дека го финансирале нападот врз црква во Кајро во неделата кога загинаа 25 луѓе. До сега никој не привзеде одговорност за нападот во кој имаше најголем број жртви во копската христијанска заедница во Египет. Муслиманско братство негираа дека се одговорни за нападот врз црквата Свети Петар и Павле. Председателот на Египет Абдел Фатах Ал-Сиси изјави вчера дека напаѓачот бил Мухмуд Шафик Мустафа, кој активирал експлозив што го носел на себе. Тој бил уапсен во 2014 година кога бил обезбедување на муслиманско братство, но бил ослободен.
Властите во Јужна Кореја соопштија денеска дека ја интензивирале кампањата против епидемија на птичји грип H5N6 и досега се уништени речиси 10 милиони живина. Првиот случај на заразата бил откриен на 18 ноември на фарма во централниот дел од државата. Епидемијата потоа се проширила на десетици фарми за одгледување живина. Министерството за земјоделие наведе дека околу 10 милиони кокошки и патки се уништени и дополнително ќе бидат уништени уште околу 2,5 милиони живина. Нема пријавени случаи на пренесување на болеста врз луѓе. Русија бара целосно нормализирање на односите со Јапонија, изјави рускиот претседател Владимир Путин во интервју за јапонски медиум кој го даде пред посетата на оваа земја на 15 и 16 декември. Путин нагласи дека недостигот на мировен договор меѓу Москва и Токио е анархонизам. Западните санкции воведени против Русија по анкетирањето на Крим се препорака за мировен договор со Јапонија, предупреди Путин, нагласувајќи дека Русија има волја да дискутира по прашањето за заеднички економски активности со Јапонија на Курилските острови, за кои двете земји водат спор. Секоја таква активност сепак треба да биде извршувана под руски суверенитет, додава Путин. Јапонскиот предлог за економска соработка во 8 области, меѓу другото, придонел за атмосферата на престојните разговори во Јапонија. Денеска имавме променливо, студено и ветровито време. Температурата се движеше во интервал од 0 до 9 степени. Од утре не очекува слично време на денешното, но постудено. Ова беше последната информација за овој дневник. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!